Бидејќи времето ни е кусок, ќе мора да бидеме со Цеце многу прецизни во прашањата. Одговорите ги оставаме секако на Стефан Треденски, кој што испиша историски успех, триумф на своји 17 години во Формула 4. Кусок ќе кажеме, Стефан продолжа брзо и сигурно се пробива во светот на елитниот мотоспорт. 17 годишниот талент од Македонија победи на второто издание на Формула 4 CES Academy, одржано во Чешка пред, да рековме, месец и половина отприлика. Сега ова е баш резултат можеби на твојата посветеност од една симулативна вежба, практично како да седнувате на PlayStation. Да, но прво пред симулацијата да кажеме моето прво прашање, Стефан, добро ни дојде. Да, добро. Имаш 17 години, јавела возачка се добива на 18 години. Како ти возиш Формула 4 сега? Тоа малку да не го објасниш, ама мене тука зад камери ми кажа со тие конфузија. Асимилации и така натака, како се стигнува впрочем до сето ова? Автоспортот е многу различен од обичното, да речеме, возење на градските улици. И јас имам меѓународна автомобилистичка лиценца и која што ми овозможува Веќе на 17 години, добра. Која што ми овозможува да се надпаравувам надвор и од Македонија. Оваа лиценца се стекнува токму преку она што споменавме, само да видам чекај, Формула Старот или тоа е сосема друго? Не, јас имам положено тест и знам да возам, имам таква позадина и сертификат некаков. Да, и сум способен да возам на една автомобилистичка патека. Ето, мислам дека. Сега ми е јасно. Ама ајде да ни кажеш еве како започна целата твоја приказна со сето ова, бидејќи ни го спомена и твојот татко. И веројатно треба да има некој кој што ќе следиш нечии примери или некој кој ќе ти го спомнува, затоа што реално да возиш формула не е секојдневие на секој адолесцент или тинејџер. Како се започнува? Од картинг се започнува првично или? Најобично се започнува од картинг, но јас почнав со симулатори или виртуелниот свет на само 13 години и татко ми ме научи се за автоспортот. Тој беше двократен првак на Македонија во автоспортот и тој мене ми е како идол и на 16 години јас навлегов и во реалниот моторспорт. Мојата прва трка на Муџело, Твинго Куп, и потоа победив на Формула Стар надпреварот и на Формула 4 Академијата. Сега, бидејќи баш вчера со колегата Владко и како редакција велиме како да те подпишеме, како формула возач на Формула 4 и така натаму. Знам дека многумина и твојот сон, сега веќе траекторијата ја имаш, е да пристигнеш до можеби нели елитата на Формула 1 спортот. Како одат тие чекори да ни ги објасниш сега? Формула 4 што значи во категорија генерално? Формула 4 е почетокот на формула категориите. Па 3, па 2, па 1. Па 2, па 1. Но не мора да значи дека јас секогаш целта е Формула 1, но јас исто сакам да возам Леман. Тоа се 24 часовни трки, исто светски надпревари. Ова Христијан Бузалковски што вчера го ги спомена Христијан Бузалковски. Да, беше интересно дека коинциденција вчера имавме него, денес друг историски успех. Да, само тоа е со мотори, ова е со коли, со коли. Значи тоа се амбициите твои, така? Тоа и Формула 1, нормално. Која е разликата, дистинкција која се прави од 4, 3, 2 и Формула 1? Да, како се преминува од една во друга категорија? Според карактеристики и критериуми. Секако има и финансиски дел тука, има многу, но за разлика од перформанси, има како ти, како возач си способен, твоите резултати, се тоа значи за да преминеш во друга категорија. Но исто така и финансиски е огромен дел, не е само до перформанси. Да, Стефан, ова е спорт, така, какви се тренинзите? Ти си сепак средношколец и претпоставувам дека можеби е малку поинтензивно, нели, попредизвикувачки генерално да ги менаџираш двете работи. Како се одвиваат тренинзите во овој спорт? Колку време од денот го посветуваш на тоа? После училиште, целиот ден јас скоро го поминувам со посвета на автоспорт. It's all about formula. Да. Секако имам тренинзи физички, имам личен тренер, затоа што инаку без тоа не бива. Да, тоа е лаката. Возам многу на симулаторот, ги учам патеките, следен надпревар ми е Словакија ринг и јас знам патеката, не сум ни бил таму. А колку е различно од таа симулација на
ваков начин и кога во реалност ќе ја доживееш истата? Веројатно многу помага, има разлика? Ја учам патеката, го учам автомобилот и веќе сум навлезен во тој филм, да речеме, и знам како треба, знам што да правам, знам каде да кочам, знам каде да убрзувам, знам каде да вратам, така да... На овие симулацијски вежби практично вие го имате патеката, да речеме, за Словакија и ја имате истата, да речеме, сензација со вибрации и така натаму, како би изгледало можеби самото учество на патеката. Или разликата колку е голема? Според мене е 90% исто. Идентично. Да. Единственото нешто што не се осеќа е брзината и адреналинот, што е нели голем дел, но ќе се прилагодам јас кога ќе дојдам таму. Која е највисоката или најголемата брзина што ја развиваш? Па со формулата околу 240-250 км на час. Но тоа беше краток. Има ли простор за страф или тоа е адреналин кој што Вчера и Христијан го прашавме за истото, да. Кој што те мотивира, не знам. Стравот е само пред трката и кога ќе се пред трката. Пред да почне? И кога ќе се исклучат светлото, више нема страф. Ќе се поина. И тебе, значи, 240 км ти се како мене 60. Дозволените. Веројатно се чувствуваш комфорно во таа брзина, мора, така? инаку не можам да сум брз, не можам да имам добри перформанси и се осеќам како дома кога ќе влезам во автомобилот. Колку е овој спорт развиен еве кај нас? Има ли други млади луѓе кои што го прават ова? Мотивираш ли? Предпоставам дека можеби за средношколците или врсниците во твоето обкружување некои можеби не ни слушнале дека може вакво нешто да се тренира. Дали си мотиваторите и за нив? Дали е развиен овој спорт кај младите? Не знам за второто прашање, ќе треба нив да ги прашате, но има доста деца што за картинг, имаме други автомобилисти, но за жал немаме патека овде во Македонија. Да. И условите се многу мали, шансите се многу мали да успееш во автоспортот, но јас не се откажувам. Кога ќе отидам надвор во Европа, одам со една цел и тоа е само да победам. Победа. Саша сега нешто ми споделуваше зад камери, чија е колата, чија е болидот, да речеме. Тоа ги интересира веројатно многу. Болидот не е мој, туку е на тимот за кој што ќе возам следна година во Формула 4. И никој возач не го има својот автомобил, освен јас оваа година возам во Twingo Cup и е мој автомобил. Да, сега Twingo Cup, тоа нека биде така баш ќе го заокружиме со ова твоето гостување. Минатата година победуваш во Формула Стар. И тоа ти обезбедува всушност да бидеш дел од Twingo Cup за оваа 2025. Што е Формула Стар, што е Twingo Cup? Формула Стар беше надпревар помеѓу 40 млади учесници од Европа. До колку години? До 23 години, од 16 до 23 години и со победата мене ми се овозможи стипендија за целата сезона. Но и јас ја возам како wild карта, да речеме. И јас ја возам таа цела сезона, ќе се борам за титулата оваа сезона, но мојата цел е следна година за Формула 4 јас да станам шампион. Со оваа енергија, со оваа амбиција, мислам дека со ништата се остваруваат и дека ништо не е невозможно на патот. Не би требало да има пречки ако нели силно веруваме во она што го носиме во себе. И браво, Стефан, браво за сите овие подвизи што ги правиш. Инаку веќе втора година си член на британскиот еспорт тим на Brabham Motorsport. Инаку бивш Формула 1 тим. Многу непознати поими за нас. Да, и сегашниот учесник во GT надпреварите, ако не се лажам, возејќи на симулатор. Ете, ова сето е всушност само една, мислам дека животна аспирација која што ја имаш од своји 13 години. Знаеш како, ајде се гледаме што почесо, мака календарски да се закажеме, затоа некако имам чувство дека ова ќе биде наш редовен тренинг во утринска да говориме за твоите успеси. Ми го имате бројот, така да. Да. Ми беше драго што се запознавме. Да ја пренесеме приказната. Што би Телма телевизија ако не ги пренесе овие успешни приказни, историски триумф на 17 годишниот Стефан Треневски во Формула 4. Браво, Стефан.